Зголемен е бројот на болните изнемоштени лица кои во вториот круг на локалните избори на 28 октомври своето право на глас ќе го остварат во своите домови. Председателката на Општинската изборна комисија во Штип Сенка Андреева вели дека дополнително се пријавени 71 лице да гласаат во своите домови, но по вчерашната седница со лекар специјалист одобрени се 50 апликации. Вчера имавме состанок со доктор специјалист кој ги чита сите апликации поднесени за болни и немокни лица или лица кои им треба помош за да гласаат дома. Ни пријавија некаде околу 71 апликација, од кои 50 одобривме, 20 ги одбивме. Така да со 88 од претходниот круг и сега со 50, значи некаде околу 138 или 140 апликации. Сепак во вториот изборен круг има и барања од членови на избирачките одбори да бидат иземени, односно да не учествуваат во спроведувањето на изборите на 29 октомври. Се појавија одредени, да речеме, барања, каде што во моментот, значи на целиот период, со одредени тешки искршеници, појава на некои здравствени проблеми или па букинг карти на летање и слично, значи се појавија мал домен, може да кажеме, на дел од избирачкиот одбор кај што бараат да се иземат. Членовите на Општинската изборна комисија одлуките за иземање на членовите на избирачките одбори треба да ги донесат во текот на денешниот ден. Во Прегалничкиот регион во општините Штип, Пробиштип, Карбинци, Зрновци, Чишиново, Блешево и Македонска Каменица на 28 октомври за избор на нов градоначалник ќе гласаат болните изнемоштени лица, а во недела 29 октомври е денот кога граѓаните од сите овие општини на своите избирачки места ќе може да го остварат своето право на глас.